Скачи како, што чекаш? Денес нешто не ми се скока. Моја генерација бе памети по хајде да се волимо, Жикина династија, Тесна кожа. Добро, имате дозволена импровизација сега, она сцена во Мостар. Кога Брена е гонат и вие трчете нели по тоа да се качите на мостот на Мостар и денес нешто не ми се скока. Значи таа реченица, имам уште една реченица, нема човек у Југославија што ги гледал филмовите, кога ќе ме види, нешто денес не ми се скока. Ама нема човек. Тоа беше у сценарио? Не. Не. А стварно требаше да се фрлат или не? Ма јок кај ќе се фрлаш нешто ето. Знам го знам мостот на Мостар за тоа, ама чекај, ти го правиш чекор, ти се качаш. Ја чекор и предов од другата страна, ка сега. И што требаше да кажеш? Не, многу висока е и да се вратам. Аха. Ти што? И добро, тоа и една усутјеска. А тоа е вистинска сцена. Значи, ранија ТВ, Тито забрануе да се наредил да се целата артилерија да се фрли за да можат побрзо да се движат. Аха. И само Љубиша Самрџиќ и ја крием едно топче мало како да кажем за. А топче, топ. Крием едно топче мало и од страна доаѓаме таму кај што од таму доаѓа по еден пат, тесен, релативно тесен пат, напаѓаат германциве со тенкови. Со 7 тенка, а овие имаат 3 гранати. Ово филмот. Не бе истински, вистина е. Ги видовме, двајцата луѓе беа живи, дојдоа на снимање кога снимавме тоа. И како се вика, идат овие, кога ги виделе, кога го виделе, тенков доаѓа, појма немаат сега што да прават, тој едниот, што пукнал и беше како џокица каков е, нешто малце така поголем, ама е звер, да го фати, да ја фати цевката. И од руки у тенкот го погодуе. Го погодуе тенкот, другиот тенк што иде од позади, го бутка тенков тој за да може да пројде други беше. Го бутка тој тенк за да го бутне од патот надвор. За тоа време овие го местат топот на лафетот. Вториот бам го погодуе. И третиот бам го погодуе, немаат више топчиња. Немаат гранати и сега и Љубиша по текстот беше треба да ме праша, а шта ако најде четврти? Четврти тенк ако најде. Демек, а шта? Ја требаше да кажам, појма, немам шта ќе го. Ја викам, на снимање, на проби, на снимање викам, најбали смо. Не, режисерот вика, то, снимljeno, готово, не. Љубиша Курнас, професионален глумец, знае дека тука паѓаат сите. На таа реплика го трга режисерот на страна и му вика, да го исече тоа? Не, него вика, Коле, ајде да направиме још еден дувал, али ти да ја кажеш репликата, шта ако најде четврти, а Љубиша да ја каже, најбали сме. Ја викам, извини, не разбирам, шо ми зборуваш? Ја си рекол, снимljeno, готово, довиđenja, се соблеков, си отидов и остана тоа у филмот. И сега можеш да замислиш у Пула, платно, 50 метра. Љубиша Самрџиќ, пукнат. 50 метра, ако е. И на 50 метра два крупни плана. Еден мој, еден на Љубиша. И ја кажа, ако најдеш четврти,
Точно. И ја викам, најмали смо. Леле, која викна 15.000 луѓе, јао, аплаузи. И на секој прикажување, тука реакција. Да. Пази, Станово. Ово е последње. А šta ako nađe četvrti? Najbali smo. Викенд на мртвци исто останува во историјата како еден од Па најгледан филм беше. најгледан филм. Да, најгледан филм беше. Тоа е благодарение, вие сте режисер, но не сте сценарист, не сте на тој, така? Или учествувате? Учествувам. Аха. Значи, Миле Поповски го пишуваше, пошто Миле е генije. Ама тука си ги собравте вашата банда. Сека, како се вика? Да, Бата. Ташко Начич. Да. Да, Да. Тоа во Црниче се снимаше тоа беше... Да, у таа куќата таму. Аха. И има таму една реплика, вика, сите ќе умреме. Така у репликата, знаеш, му сочувство изјавува Сека. И она, жвака мастика, и доаѓа до Бешко и му честита, а пред тоа Бата доаѓа и му вика сочувство, сите ќе умреме, така е сега. И се и сега Бата се трга и сега доаѓа и му вика на Диме Илиев. Вика, сите ќе умрете. Овие се да падна до смејање. Ја викам, готово снимено, не треба ништо. Погрешила сам текст. Одлично. И таа реплика остана. Остана. На Дими Лив или Димче Мешковски беше? Димче Мешковски. Димче Мешковски. Тоа се култни филмови кои што остануваат, но како режисер влегувате и во театарските води. Ние почнавме емисија, со Да живее Долга дупка, но предходно, кога вие пред 4-5 години, кога правевте 60 години од вашата неверојатна кариера, имате уште една представа во драмски Птица меѓу нозите, која што ја посветувате, ако не се лажем, на Сабина, така? Таа исто така говори некој чуден, не чуден, туку она поделба на кај нас патриоти, предавници. Иста инспирација беше така. Не, пораките ви се силни. Затоа што у тоа Птица време, меѓу нозите. у тоа време, како се вика, прво вицот е птицата е символ на слобода. Апсолутно. Може да лета кај сака, ама кој е главата меѓу нозе, не може да лета. Ќе лета. А ние сме Македонија, најубавата земја, најубавата, најперспективната, четврти овако е. Ама главата ти е меѓу нозете. И не можеш да мрднеш, и ќе тонеш, и ќе се чудиме до кај може да издржиме. Што правиме ние, човек? Ние сме застанати на телевизиски серии, нема веќе. Чкоколе, Бушава азбука, па вие сте правеле, јас се сеќавам на Дади, пчеличке, дај ми малку мети, така. Еве нешто да ти кажем, занимливо, и многу ми е криво. Многу ми е криво. И да го ставиш, да не му случайно да си го исекам. Ништо не сечам. 75-та година снимаме Итар-Пео. Добро. Македонска телевизија купува најдобрата репортажна кола у свет, Маркони. 75-та. 75. Добро. Најдобрата кола, Маркони. Значи, BBC има такви коли од И снимаме серија Итар-Пео. Значи, условите у кои што сме снимале, да
цела екипа, ма огромна екипа која ќе тргневне на снимање. Снимавне у Издеглавје село, која се оди од Кичево за кај Охрид, зашто Маријево не можеше, немаше пат, немаше никако, не може да се. И кој ќе тргневне, бевме сместени у Андон Дуков, цела екипа, 100 души, 100. И кој ќе тргневне, таа репортажната кола, огромно студио, 17 метро, 18, па магнетоскоп, па камион за реквизита, камион за светло, па костими, па автобус за статисти, пошто сега оние не ќе да статираат. Па не знам, тантара, мантара, и на крај со коли овакве, мислиш, и америчка екипа дошла, и кој ќе излезе, кој почне да вадат кабли, држ, не да наму, ја направивме. Ја снимавме серијата. Тоа беше прва серија од која постоја телевизијиве, која требаше да иде директно на југословенски програм, премиера да има на југословенски, на ԵРТ. Дојдоа од Белград, дојдоа од Југославија сите главни уредници на ова, како се вика, на телевизиите, Сараево, Белград, Загреб, Љубљана и така дали. Изгледаа 3 епизоди. Антон Марти беше еден од најпознатите режисери. Он има измислено таа хромаки системи, така најпознат италијан, ама у Југославија. Многу познат. И така збореше полу-италијански полу. После тоа сите овие одушевени. А Антон Мартин ми вика, ви луди, ако од ово не снимите 100 комада, и иде првата епизода, такви критики од Југославија, од политика, од борба. У политика таа една Милка, се не текне презимето, една опасна критичарка беше за филми, за телевизија. Наслов на ако е, родио се нови Пазолини. Наслов. Другиот, тој за борба што пишуваше, вика зрела лубеница из Македонија, наслов. Абе тоа чудо беше. Одеднаш се побунуваат Мариовци. Не сме биле ние такви, што е ова, ова е срамота. Една хајка која се отвори против тоа, ми ја снимивме, а стварно требаше да снимаме 6 епизоди снимивме, требаше да сликаме уште. Тоа по новини, какви гадни написи. Наши бе? Па нас не бива, така? Абе ти немаш појма, какви гадни... Ми доаѓа заменик министер за образование да ме кара како сум можел у ИТРП да ставам сцена кај што ИТРП ја легнува Митра Бојаджиката у една шупата му, една плевна и се гледаат на незе, малце ќе ја дигне тоа сукњата и се гледа. Како тоа, вика, дали ти знаеш, јавно на телевизија, дека ИТРП е лектира за второ деление. Ја го гледам, викам, извини, ти си ги читал приказните за ИТРП? Како не сум ги читал, како не? Си ги читал, баш си ги читал. Дали се сеќаваш само за таа приказната која ИТРП ги натеруе селаните да рипнат со маглата да собираат волна? Тоа е лектира за второ деление, да натераш цело село да се убијат, или кога брат на брата му сече глава. И таква далите. Човеков се собра, се онакво е.
ама јас им на толку тие 6 што ги снимивме и прекина. Сега, 75-та година е оваква. Ама пред тоа, Србо Ивановски беше главен уредник на телевизија. И ми вика, Коле, вика, имам голем грев према тебе. Што бе? А баш убав човек беше. Вика, за и трпео. Тоа немаше врска, вика, ни со Мариовци, ни со овако. Тоа беше обрачун во партијата. Помеѓу Чемерски и како се викаше градоначалник на Скопје, беше многу добар тип. Нема везе. Обрачун у партијата. Начин како да се сменат, како да се ги менјаваат главните уредници на Нова Македонија, на вестнициве, на телевизија, директорот, све сменија. Види, не е многу променето, сега од ова што го слушам за 75-та до сега. И уште ова да го докажа. И ја молам, пошто сега 70-50 години од тоа како е снимена, а е снимена фантастично. Фантастично е снимена. И среќа, таму имаше еден монтажер, што ја дигитализира и ја сочува. Добро што ја сочувал, иначе архивата во МТО е страв да те фати. Не, он го ваква, ја имам дома, ја имам се. Ти не можеш да веруваш ти дека у тоа време можело... Да, ја не сум ни бил роден 75. Например, снимаме у сред село, доаѓа Владика. Едно брдо едно брдо, шатор еден голем, тука бегово, ченги игра, тандараматара, пола народ, и тука нешто се прославува, ама тоа брдото е 100-150 метра висина и ако е. И сега доаѓа Владикава на Магаре со Итар Пео доаѓа и овие сите селани трчаат од згора, секој има реплики збора да го дочекаат Владикава. Пази како е снимано. Тоа никој до тогаш не снимал така, не размишљал. Ја камерите ги поставив како за скијање. Значи, стартот имаш горе една камера, он ја испратил гужвава до овдека, ја префаќа втора камера од овдека, трета камера, четврта камера. Ама тонот беше страшен проблем. Тогаш немаше бубици. Немаше него микрофони толкави. По 150 метра, 200 метра кабел глумциве држат и микрофон толкав закачен под костимот. И трча, кажуе текст и го испушта од кабелот, испушта до доле. И тоа не се приметуе уопште. И ги замолив, ја викам 50 години. Што ве кошта да направите? Ќе направиме разговор, ќе направиме... Не. Искрено, што мислите, ќе не биде? Бог не чува. Не. Мислам, пази, колку год да сум, како се вика, носталгичен или не знам што. Абе, пази, пут се изградуе за 2 години од Лјубљана до Гевгелија. Добро, нема кривини, право е. Фабрики, рудникот, тој Алија Сиротановиќ, народен, како го вика, херој, не знам како е. Дајте ми веќе лопат. Тогаш луѓето веруеле и имале прилика. Добро, што е проблемот сега? Кај грешиме? Па не веруеш, у кого веруеш ти? У што верувам? У што? Значи не бива? Не, а од друга страна, како да ти кажам, кога шетам со кучињата низ парк и гледам зборат демек, наталитетот, деца,
гледам многу млади брачни парови со деца мали. Многу, Да. многу. Сите се толку убави. Ама толку се профинети, толку имаш нели. Па си викам, дал може, бе. Дал може од овие 10 души тројца да се изберат да работат нешто да прават. Дал тоа може да се направи? Зашто мора некоја тупендура, некој акве да ти, како се вика, да гласа таму, да не гласа. 3 години, 5 години се давиш у ѓубре, го чистија за 24 часа. Зашто? Затоа што се наљутиле. Па немој, бе. Нека je вечна. Славај. Славај. Сите ќе умреме. Никој не живее вечно. Да знам, другар директоре, повелете. Сите ќе умрете. Некој после, некој сега. Никој не живе вечно. Знам, сега ми кажа директорот, повелете. За еве за крај, што можеме да им порачете на филмаджиите, дајте. Нема серии, бре, не се снимаат серии, ништо не се работи. За вие зборувате критика пишувале. Немаме медиум, нема кој критика да напише. Ова е неверојатно нешто. Неверојатно. И не ми е јасно зошто зашто никој не пише. Зошто? На Фејсбук напиши. На било што, ама да се знае, има едно, има една, искачаат представи, се мачат луѓе, прават представи, прават добри представи. Со сиот багаж што го имате? Со сиот. Ваш багаж, што ќе порачате на оние кои што не гледаат? Но оние што не гледаат, па да шетаат поише, да идат у парк, да гледаат убави луѓе, да видат, ако можат да помогнат на тие фрлени животни што ги фрлаат овакво. Да не фрлаат. Срамота да по Вардар течат тоа што тече, а у моје време сме се бањале и сме гледале како рибите пливаат од чистата вода. Фала многу. Фала. Многу здравје, многу успех и режирате и понатаму работите. Здравје Боже. Благодарам.